Evo. Evo ga Stepčević. Медицински. Što mi trebaš? Ако бе, Како Хорхе? По 42 како премени луѓе, значи ги имаме 600, ако сите 15 имаат по еден джип за гасење на пожар и пак за спасување на вода, тоа значи дека ќе видиме сите. И покажување на прва медицинска помош. Јас сум Раде Мицковски, началник на штабот за заштита и спасување на општина Карпуш. Што е ово што денеска како се случуваше? Значи ова денеска е презентација и промоција на единицата за заштита и спасување војачи на универзален вод. Таа е спремна за справување со сите можни несреќи и ризици, односно формирани има неколку оделенија, како што е оделението за заштита за спасување на вода, значи од поплава. Имаме оделение за заштита од пожари, особено на отворен простор, затоа се овие средства за пожар на отворен простор и шуми, ниска трева, сува трева. Потоа имаме оделение за санитетско, за спасување на промедицинска помош и оделение за спасување од урнатини. И покрај тоа целиот вод е обучен за сите овие работи, освен ова специјализирана единица за спасување од поплави на вода. Ова единица е наша законска обврска. Потрошивме некаде околу над 70.000 евра од општинскиот буџет, со што целосно се опремени 40 лица, кои што посетуваа соодветни курсеви за прва помош, за спасување, за гашење на пожари, како и стручно обучени лица кои што за спасување на вода. Опремена единицата, значи, и со джип, и со чамци, и со пумпи за вода, санитетска опрема, како и опрема за гасење на пожар, гас маски и така натаму. Сметам дека вакви единици треба да имаат сите општини да ги исполнат своите законски обврски. Можете замислите Скопје има 15 општини, сите 15 да имаат вака опремени по 40 луѓе, тој заедно со градот Скопје ќе имаме цела една бригада и јас би бил среќен да оваа наша единица не ни затреба никогаш ни на Карпуш, ни на кој било дел од Македонија или пак во светот, но сведоци сме какви катастрофи имаше минатата година од поплави во Албанија, какви катастрофи има во Јапонија, во Соединетите американски држави и мислам дека законската обврска што имаме ние сите треба да се подготвиме и мораме да рачунаме дека во даден момент ако има потреба на одредено место од цела Македонија ако ги собереме ваквите единици дека тоа е сепак еден огромен потенцијал и исто така мислам апелирам да државата во континуитет спроведува обуки на овие луѓе за да можат што е можно постручно и поефикасно да делуваат во евентуална потреба. Добре, добре. Идеме. Кој е телефонот на твоите? Браво. Да не знаете, да ви